Пред некој ден имавте еден пост на вашиот Facebook профил кој беше насочен кон слоганот на новата кампања на владата на господинот Заев на прав пат. Вие во постот велите: по кампањата на прав пат се бара јунак за контракампања на крив кол. Ќе се најде ли јунак во Македонија кој ќе излези со слоганот: сите политичари што ја урнаа Македонија на крив кол да се наденат? Што ве поттикна да го напишете овој пост со ваква содржина? Што да очекуваме од оваа кампања нивна од владата? Кој кого ќе испере и што? Или пак, како што вие велите, треба да се бара јунак кој ќе излезе со слоганот: сите политичари што ја урнаа Македонија на крив кол да се наденат? Интересно. Вака да ви кажам, со постот сакав да направам една символика. Знаете, македонската литература изобилува со авторски ремек дела, каде се зборува за еден вид народно казнување или наденување на кол. Тоа го кажуваат многу легенди и историјата го документирала дури и реално со некакви фотографии. Па дури имаме изрази каде што некој да се казни со тоа што ќе се надене на рог на крава. Тоа символички и литературно, уметнички во превод значи тој што е виновен и што го излажал народот треба и мора да биде казнет и ставен за пример. Нашиот македонски автор Венко Андоновски по своето дело Папокот на светот ќе каже: се созеде и почна со зборови најгнасни да фрла по сите нас. Освен по лествичникот. Рече ќе не распушти, дека ќе не прогони од царството, дека имињата ќе ни ги одземе, прав и пепел дека ќе не стори, дека за опашки од 11 коњи ќе не врзе и ќе не влече се додека трае животот на коњот, дека главите наши на кол ќе ги надене и над зидини од градот ќе ги истакне, како бајраците на срамот и лицемерието, на неверноста кон себе, како пример за тоа што ќе ја снајде, устата што говори, она што не говори душата, и тоа пред тронот владетелски царски. Вистината, сите ја знаеме. Прав пат не постои. Тоа на сите ни е јасно. Барем тоа не го видовме овие 27 години на постојање на македонскава држава. Ни ветува и брда и долини, и патишта и булевари. Не носеа ни сокачиња, но до сега прав пат не видовме, бидејќи патиштата никогаш не се прави. Дури и животниот пат на еден човек не е подмачкан и прав, туку е полн со предизвици и искушенија. Приказната за правиот пат кажана од човек кој излажа за многу нешта, кој го излажа сопствениот народ, е повторно една голема лага. Затоа и беше дадена мојата символика со кривиот кол. Колот е прав. Ако е крив, не е кол. Секако виновниците за оваа состојба во Македонија еден ден ќе го понесат бајракот на срамот да бидат изведени на кол пред лицето на правдата. Господин Панчевски, кај нас се сеќавам дека старите баби вика јас прав. Да го искористите слоганот вистински пат, може би ќе беше и подобар. Меѓутоа и во тоа нема вистина, затоа што вие добро рековте сега, се што кажа и излажа. Така е. Така, и овој пат задоволство беше за нас, а верувам и нашите слушатели, вашето учество во Македонски корени, господине Панчевски. Секој е добро до вас, уживајте го остатокот од викендов, а сите ние ќе ве очекуваме повторно во Македонски корени во некое скоро време. Секако пријатно и до слушање и до видување до вас. Ви благодарам на поканата за гостувањето, голем поздрав до вас во студиото, голем поздрав до сите македонци. Вие секојаш будете голем интерес, се надеваме дека и овај пат ќе биде така и од мене пријатно и довидување до следниот пат.